Повозрастните граѓани знаат и се сеќаваат дека во социјализмот летување на езеро или море можеа да си дозволат сите, од портир до директор и од земјоделец до службеник. Во капитализмот летувањето станува луксус кој може да си го приуштат само привилегиран слој од граѓаните со надпросечни примања. И како тече времето, така расслојувањето по тој основ е се поизразено, бидејќи цените во туристичките центри од година во година соборуваат рекорди, но за да биде се уште понедостапно предонесуваат разноразни други трошоци, со кои летувањето се претвара во прескап луксус. Деновиве медиумите се претрупани со информации за се што им се случувало на туристите во туристичките центри. Некаде е прескап паркингот, на друго место храната, на трето пијалоците. На сето тоа се недоврзуваат и разноразни казни за прекршоци за кои туристите воопшто не се свесни дека ги прават. Особено таквите кај нас, балканците, на кои им е чудно да платат казна за пиење пиво на отворено, јадење лепчи и паштета на улица, лежење или спиење на клупа во парк, преноќување на плажа, шетање во костими за капење или што се вели по купаки. Најблиската и најпривлечната туристичка дестинација за нашите граѓани е Грција, која вообичаено е преплавена со туристи, особено викендаши. Но ако до пред некоја година апартмани и слободни места се наоѓаа на лице место и со прикладни цени, сега се е двојно поскапо и тешко остварливо. Се оди главно преку агенции, кои цените од 25 до 35 евра ги качија на 50 до 60 евра од ноќ. Проблемот е што домашните туристички центри не заостануваат многу во поскапувањата, па летувањето станува луксус за мал број граѓани. Другите морето и плажата ги гледаат само на телевизија.